Добро вечер. Недела 22 часот. Време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефто, почитни гледачи, а вие сте на вистинското место, зошто во наредните 40 до 45 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва финале на Европско првенство во фудбал, Италија, Англија, две репрезентации за кои навивам, за Италија поради Јувентус, за Англија поради Ливерпул, меѓутоа ќе има емисија во Центар. Размислувавме да биде вчера, сабота во 23 часот. Размислувавме денес да биде во 23 часот, бидејќи сите ќе гледате фудбал, бидејќи е горештина и дека е многу поголема гледаноста во 23 часот во текот на летниот период отколку што е во 22 часот. Меѓутоа има нешто што е многу поважно гледаноста, тоа е традиција. Никогаш емисијата во Центар нема сменато термин во недела. И тоа трае 7 или 8 години. Сме менувале среда, четврток, петок, сабота. Меѓутоа недела никогаш изминатите 6 или 7 години не е сменен терминот и вечерва нема да го смените. Еден човек да гледа е добре дојден и за него ќе направиме одлична емисија или одлична анализа. Сите други кои после фудбалот ќе се приклучат се добре дојдени. Емисија во Центар 40 до 45 минути политичка анализа. Останете со нас, сигурно нема да зажалите. Денес се изборите во Бугарија. Таму има три клучни партии. Партијата на Слави Трифунов, партијата на Бојко Борисов и БСП или Социјалистичката партија. Кога ќе емитуваме нашата анализа, вие ќе ги знаете прелиминарните или првичните резултати на тие избори. Многу битни избори, многу битни за Република Македонија, многу битно дали тамо ќе биде формирана влада или ќе се оди на некои трети избори по еден период од 6 до 8 месеци. Трети избори, па да по трет пат биде формирана некоја влада, ќе видиме дали сега ќе биде формирана влада, дали ќе има избори нови, бидејќи нема да биде формирана влада заедно со претседателски избори. Не е битно, значи битно е дека тие избори во Бугарија, дали ова или некои следни избори, се клучни за политичките разврски во Република Македонија, бидејќи во зависност од тоа што ќе се случи во Бугарија, ние ќе знаеме во кој правец ќе од македонско-бугарските односи, македонско-бугарските преговори и од блокирањето на приемот или од почнувањето на преговорите на Македонија со Европската унија. Че многу битни избори, кога ние ова анализа ќе емитуваме, вие веќе ќе ги знаете тие првични прелиминарни резултати. На последните анкети на Alpha Research, што има најугледна агенција за мерење на рейтингот на политичките партии, во водство беше партијата на Слави Трифунов. Има таков народ. Рейтингот е 21,8%. Расти Слави Трифунов во изминатите 4 или 5 месеци после неуспешните мартовски избори, после кои не беше формирана бугарска влада, се зголемува рейтингот на партијата на Слави Трифунов и во зависност од две можни разврски, рейтингот ќе биде подобар или ќе биде полош. Бидејќи Слави Трифунов во најголем дел гласа бугарската диаспора, односно бугарската емиграција, која емигрира на изминатите 20 или 30 години, која е незадоволна тоа што сега се случува во Бугарија, криминал, корупција, нефункционирање на бугарска држава и гласаат младите. Ако младите и бугарската диаспора масовно излезат да гласат, тогаш Слави Трифунов ќе има подобар резултат од тие 21,8%. Ако не гласаат, ако остана дома, горештини, финале на Европско првенство, било што, Вимбелдон финале Џоковиќ и овој што е италијанот, ако тие не излезат да гласат, тогаш Слави Трифунов ќе има полош резултат од анкетите или од предвидувањата, бидејќи предвидувањата се дека тој ќе се прошета на изборите. Дали ќе се прошета или нема да се прошета, ќе зависи дали бугарската диаспора и дали младите кои негативно ќе гласаат против БСП, против партијата на Бојко Борисов, против целата номенклатура во Бугарија изминатите 30 години, бидејќи гласањето за Слави Трифунов всушност е антиноменклатурско гласање, затоа тој така се однесува, затоа е води својата кампања на еден таков начин. Или како што самиот вели од поранешниот бугарски премиер или царот Симеон Саксобурготски, тој научил дека треба да биде господар на молчењето, не да биде господар на појавувањето, не да биде господар на изјавите, не да биде господар кој ги контролира медиумите, туку да биде господар на своето молчење и со молчење да победи на избори. Бидејќи со молчење смета дека може најмногу да се изрази незадоволство и револт против се оно што случувало во Бугарија изминатите 30 години. На таа анкета на Alpha Research Бојко Борисов е втор, 21,5%. Многу мала, многу тесна разлика и многу мала предност во корист на Слави Трифунов. И гледате која кампања води сега Бојко Борисов.
Ако победат другите, а не победи тој, ќе има враќање на комунизмот во Бугарија. Или нешто што се случувало во време на Тодор Живков. Или нешто што се случувало во време на комунистите во Бугарија и ги споредува избори во Бугарија со изборите во Венецуела каде што победува Мадуро. Па дури вели дека машините за гласање имаат некои специјални машини каде што се гласа или преку кои се гласа, дека и машините преку кои сега се гласа во Бугарија се истите машини преку кои се вршат изборите или гласањето во Венецуела каде што победува Мадуро. И таа лексика, тој речник, тие пореки кои ги праќа Бојко Борисов, ги праќа до своето членство, бидејќи сака да го мобилизира своето членство, бидејќи неговото членство е демотивирано, демобилизирано, се плаши од прв изборен пораз после 7, 8 или 10 изборни победи на контото на Бојко Борисов и со сите овие изјави дека ќе се враќа комунизмот, дека ќе се реставрира комунизмот, дека комунистите ќе дојдат, ќе ги апсат, ќе ги масакрират, што ли нема да им прават, тој се обидува да го мотивира и да го мобилизира своето членство. Ако успее да го мобилизира своето членство, тогаш може да има тесен пораз, може да биде нерешено, па дури и да победи на изборите. Но ако не успее да го мобилизира своето членство, бидејќи сега не е власта на Бојко Борисов кој ги спроведе изборите, не е министар за внатрешни работи од партијата на Бојко Борисов кој ги спроведува изборите. Тоа е многу битно во Бугарија, бидејќи тој што го има министар за внатрешни работи има контрола на купување на ромски, турски, секакви други гласови. Значи, ако Бојко Борисов сега не ги мобилизира своите, не го мобилизира своето членство, ќе претрпи тежок пораз на изборите. Ако успее да ги мобилизира, може да има тесен пораз на решено, па дури да победи на изборите. Третата партија е БСП или бугарските комунисти, или партијата која е наследничка на партијата на Тодор Живков. Никогаш немојте да ги поцените комунистите на изборите. Поминаа лошо на мартовските избори, меѓутоа никош не се случило една наследничка на комунистичка партија два пати во Бугарија да помини лошо на избори. Или во изборни циклуси, или во изборно сочување. Дотолку повеќе што сегашната техничка влада или службено правителство кој го има формирано Румен Радев, председателот на Бугарија, во најголем дел е составено од министри кои потекнуваат од редовите на бугарските социјалисти или бугарската социјалистичка партија. Што значи дека во моментот, освен Румен Радев, на власт во Бугарија се бугарските социјалисти. Бојко Рашков, министерот за внатрешни работи, направи растур систем на менување на началници во одредени градови и општини каде што бугарските социјалисти треба да постигнат подобри изборни резултати. Тоа се бастионите на ГЕРБ, каде што ГЕРБ може да купува гласови. Тоа се одредени бастиони каде што има ромски, турски гласови кои што секога се превага на изборите во Бугарија. Сега тамо се ставени началници на полициските станици кои се под контрола на министерот за внатрешни работи, кој потекнува или е близок на бугарските социјалисти. И тоа им дава шанса на бугарските социјалисти, молчи, толчи, тивко да направат подобар резултат од изборите во март оваа година. Дотолку повеќе што бугарските гласачи, односно гласачите кои гласа за бугарската социјалистичка партија, се првенствено постари луѓе. Во март месец беше голема пандемија, корона пандемија во Бугарија, се плашеа да излезат на гласање, имаше мал процент на вакцинирани, имаше голем страх дека нешто може да им се случи ако излезат на гласање. Сега е состојбата многу поинаку, има многу поголем процент на вакцинирани, претежно се вакцинирани постарите луѓе, тие луѓе кои се вакцинирани се гласачи на бугарските социјалисти и може да се очекува и нивното традиционално гласачко тело да излезе на гласање со помош на овие началници на полициски станици кои ги има ставено Бојко Рашков да можат да купат дел од гласовите кои на претходните избори ги купуваше Бојко Борисов и ГЕРБ, и ќе видиме како тоа ќе се случува тамо, дали ќе има прелевање на тие купени гласови од партијата ГЕРБ на Бојко Борисов на контото на бугарските социјалисти. Бугарските социјалисти на последната анкета на Alpha Research са некаде 16,5%. 5% помалку од партијата на Слави Трифунов и на Бојко Борисов. Меѓутоа, ако се мобилизират, ако го изведат нивното традиционално старо гласачко тело, тоа се луѓе кои се на возраст 70-80 години, кои имаат носталгија кон времето на Тодор Живков, кои имаат носталгија кон комунистичкото време, плюс ако овие нивни министри во владата, во службеното правителство им обезбедат купување на ромски, турски, секакви други гласови, тогаш можно е бугарските социјалисти да бидат изненадување на овие избори, ако на овие избори не биде избрана, не биде формирана влада на некои следни избори, каде што би се формирана влада заедно со претседателските избори, каде што Румен Радев го бара својот втор претседателски мандат.
Ке се вратиме на Бугарија, ке се вратиме на бугарско-македонските односи, бидејќи се многу битни за нас, бидејќи се исклучително важни за Република Македонија. Сега направиме една мини регионална анализа, бидејќи таа мини регионална анализа, почитувани гледачи, ќе ни покаже во кој правец ќе се движи не само Македонија, туку регионот и сите регионални разврски, вклучително и македонско-бугарското прашање, како ќе биде решено и што е многу важно, кога ќе биде решено. Имаше една платформа, тоа е пред 10 дена објавена, платформата на Виктор Орбан. За прв пат беше објавена во хрватскиот дневен лист, вечерни лист. Се состои 7 точки. И ние сите се фативме за првите 6 точки, кај што Виктор Орбан вели дека се формира некаква европска супердржава, тоа е Европската унија, и дека тој ќе се бори против формирањето на европска супердржава, бидејќи ако се реализира таа стратегија, Европската унија ќе заврши во слепа улица или во ќорсокак. И дека тој како Виктор Орбан, внимавајте, тој како Виктор Орбан, кој е начело на Унгарија, кој има 10 или 11 милиони жители, ќе се бори со сите сили да го спречи формирањето на тоа ново европско царство. И велам, сите се фативме за првите 6 точки, тие беа објавени во вечерни лист, подоцна беа објавени во најтиражниот германски дневен лист Билд. Значи, во дневниот лист во Германија, на домашен терен кај Ангела Меркел, ги објавува Виктор Орбан тие 7 точки на неговата стратегија, како тој ќе се бори против новата Европска унија. Седмата точка е клучна. Во седмата точка Виктор Орбан вели дека Србија подитно треба да биде примена во членство во Европската унија. Не Албанија, не Македонија, не Црна Гора, туку Србија. И тоа е клучно. И тоа не го пренесува македонските медиуми и не е пренесува на пресконференција после средбата на Виктор Орбан со Александар Вучич. Од кога Виктор Орбан тоа го објави, од кога Виктор Орбан тоа го напиша, беше на брзина договорена работна посета на Виктор Орбан на соседна Србија, односно Виктор Орбан и Александар Вучич се сретнаа во Белград. После заедничката средба, кај што се даде орден едниот на другиот, ја тебе војводо Тиме на Сердаре, имаше заедничка пресконференција. На таа заедничка пресконференција Виктор Орбан ја кажа клучната работа. Ниту македонската државна телевизија, ниту македонските агенции, кои ние ги плаќаме, кои треба да не информираат, за да имаме точни информации врз база на тие точни клучни информации, да можеме да ги правиме нашите политички анализи што ќе се случува во Македонија и во регионот. Виктор Орбан, велам, на таа пресконференција дава клучната поента, а тоа е дека Србија е клучна земја во регионот. И дека кога тие биле формирани како вишеградска група, тоа е Чешка, Словачка, Полска и Унгарија, иако Унгарија ги имала исполнето, или тие мислеле дека ги имат исполнето сите услови да ги почнат преговорите со Европската унија, од Брисел им било кажано дека не може да ги почнат преговорите, се доека клучната држава во таа вишеградска група, а тоа е Полска, не биде подготвена да ги отпочне преговорите со Европската унија. И тоа е суштината. И таа порака ни ја прати Виктор Орбан. Ни ја прати од Белград. Прито во Белград Виктор Орбан дефинираше дека во овој регион клучна држава е Србија. Тоа што била Полска за вишеградската група е Србија за овој мини Шенген. И дека сите ние ќе треба да чекаме Србија да биде подготвена, да ги почне преговорите или да стане членка на Европската унија, па подоцна Албанија и Македонија да ги почнат преговорите или да станат членка на Европската унија. Значи требаше Виктор Орбан ова недела да дојде во Белград и на пресконференција со Александар Вучич да ни го каже тоа што никој не ни го кажуваше не од Брисел, повеќе од Париз и повеќе од Берлин. Дојде во Белград и ни кажа: нема да почнат преговорите на Македонија и Албанија се додека Србија не биде подготвена да ги отпочне преговорите за членство во Европската унија. И тоа е суштината. Србија ќе има улогата на Полска. Македонија и Албанија ќе имат улогата на Чешка, на Словачка и на Унгарија. Што тука не е јасно, почитувани гледачи? Дојде луѓето и ни ги пренесо француските и германските пораки, кои се различни од американските пораки. Тоа што беше вишеградската група за овие 4 држави каде што подоцна се приклучува Словенија и делумно Хрватска, тоа е мини Шенгенот за Република Македонија, Албанија и Србија. Тоа ви го кажувам цело време. Со мини Шенгенот ние всушност влегуваме во српскиот свет и всушност не сакајки со намера или без намера влегуваме во еден процес на решавање глобално на српското и на албанското прашање на Балканскиот полуостров. И тоа е исклучително штетно за Република Македонија. И тоа постојано го кажам. И бидејќи таква разврска нас ке ни следи, ние ке треба да имаме доволно паметни, доволно мудри, од таква можна разврска да излеземе со најмала штета. Кога ќе стане Србија членка на Европската унија? Кога ќе го реши косовското прашање. Се доека Србија не го реши косовското прашање за Берлин и за Париз
Е небитно кога Македонија и Бугарија ќе се договорат. И да се договориме ние со Бугарија, ќе се измислат уште 100 други причини. Клучно е Србија да го реши косовското прашање, за Србија да стане членка на Европската унија, бидејќи Србија е централна држава, како што вели Орбан, во овој дел на Европа или во мини Шенгенот. И се дека Србија не го реши косовското прашање, џабе ние решаваме бугарско прашање. Џабе ние решаваме односи со Франција. Ке се јави некој трет проблем поради кој ќе ни биде ставено вето. За да не ни биде ставено вето, треба Србија да биде оспособена да стане членка на Европската унија. За Србија да стане членка на Европската унија треба да биде решено косовското прашање. Сега веќе сите маски падна, почитувани гледачи, веќе сега е се јасно. Никој веќе не може да каже разни приказни. Дали Орбан само иницијативно или некој му рече сега во овој момент тоа да го каже, дојде во Белград и тоа не го каже. И ние се треба да се соочиме со тоа. Дека Србија треба да стане земја држава на Европската унија, па подоцна другите држави од регионот да станат држави членки на Европската унија, а Србија да стане членка на Европската унија мора да биде решено косовското прашање. И гледате како индиректно или директно ние стануваме зависници на решавање на косовското прашање. 30 години ние бегаме од косовското прашање за на крај да дојдеме да станеме зависници на решавање на косовското прашање. Без решено косовско прашање, ако се слушаат Берлин и Париз, Македонија никош нема да стане членка на Европската унија. И гледате кај е конфликтот. Мислам дека сега точно разбирате каде е конфликтот, каде што на една страна се Париз и Берлин, Париз е у првите редови, Ангела Меркел и Берлин од позадина командуваат, диригират и дават напастки што треба да се прави. Бојко Борисов е дел од структурата на Ангела Меркел. ВМРО ДПМН е дел од структурата на Ангела Меркел. Гледате како ВМРО ДПМН преку Христијан Мицкоски, посебно преку Александар Николовски, ги пласираат бугарски ставови, бугарски тези, бугарските нон-пейпери во македонската јавност. Гледате како е тоа координирано. Па имаме нон-пейпер на НСН и така натаму, и го имаме американскиот став. И покрај сите фаули кои ги имат американците направено во Македонија, на Балканот, на Балканскиот полуостров, Сирија, Либија, Афганистан, небитно, ние сме свесни каква е американската политика. Ние сме свесни каква е американската стратегија, ние сме свесни каква е американската дипломатија. Меѓутоа и таква американска политика за која сме свесни дека може и некоректно да игра, дека може да не пушти низ вода, дека може да направи било што, во моментот за Република Македонија е многу подобра опција од било која германска или било која француска стратегија. За разлика од французите и германците кои што сметат Србија прва да влезе во Европска унија, а подоцна Албанија и Република Македонија, американците сметат дека Македонија прва треба да влезе во Европската унија. И тоа Метју Палмер го кажува на таа онлайн конференција во Атина, некаде пред 2 недели. Тоа го каже и на ова годишнина од Преспанскиот договор, и Метју Палмер и Филип Рикер, и те рекоа треба да се направи се, ама треба буквално да се направи се, Македонија да биде прва држава од регионот која ќе ги почне преговорите, ќе ги заврши преговорите со Европската унија. Тоа е разликата помеѓу американската, француската и германската стратегија. Ајде да одиме чекор понатаму. Како помина Емануел Макрон на регионалните избори во Франција? Ние сите кажавме дека Марин Ле Пен има катастрофален пораст на регионалните избори во Франција, но како помина партијата на Емануел Макрон, исто така има катастрофален пораст на регионалните избори во Франција. Во Франција можеби не на следните претседателски избори, меѓутоа на оние парламентарни или други регионални избори ќе се прави нова политичка конјунктура, ќе се прави нова политичка групација. Тоа кокетирање на Макрон, на Ле Пен со Русија, со руската политика, тоа приближување на Европската унија до Русија и до руската политика, кокетирање со Владимир Путин, тоа ова администрација на Џо Бајден не може да им го прости. Ќе бидат пуштени низ вода и Ле Пен и Макрон, само кога ќе им дојде времето. Затоа и така лошо помина на регионалните избори во Франција. Сите оние кои покажат одредено русофилство, кои покажат одредена близко со Москва или со Владимир Путин, се пуштени низ вода. И Салвини беше пустен во Италија, така ќе завршат и Ле Пен, така ќе заврши Макрон. Освен ако во последен момент не сватат дека мора да ја сменат својата конјунктура, да ја сменат страната, да ја сменат стратегијата и да застанат на страната која во моментот доминира во Европа, кој во моментот е наметнал својата политика и политички развршки во Европа. Ако Емануел Макрон на време не се преструктуира, тој покажува, гледате, тие средби со Реджеп Тајип Ердоган и со Емануел Макрон во 48 часа, 2 средби на Зоран Заев, со 2 структури Франција и Турција, кои го рушија на претходните парламентарни избори, тоа не може да бидат договорени од кабинетот на Зоран Заев, а веројатно во тоа договарање се од многу помокни структури. Дали се тие помокни структури од американските играчи во регионот или во Вашингтон е небитно, меѓутоа некоја мокна структура ги има договорено тие средби. И после договарање на тие средби,
почнаа преку француското разузнавање во Република Македонија да пуштат лажни вести, да пуштат спинови преку медиумите под контрола на Александар Николовски и Христијан Мицкоски и да ги денунцираат разговорите што се правени во Париз. Значи, гледате, договорена таа средба, некој моќен притиска за таа средба, се остварува средбата на Зоран Заев и Емануел Макрон и преку припадници на француското воено разузнавање во Република Македонија се пуштат лажни вести преку медиумите под контрола на Христијан Мицкоски и на Александар Николовски и се пуштат лажни вести да биде дефокусирано што е всушност разговарано во Париз. И така функционира француската дипломатија. 2019 година немаше бугарско вето, почитувани гледачи. 2019 година имаше француско вето. На Република Македонија и се случуваат после приемот во НАТО. Тој болен прием во НАТО со промена на името и случуваат две крупни работи. Француско вето есента 2019 година и сега Франција, за да не биде ставена на тапет, за да не биде критикувана постојано дека таа сака да Македонија не стане членка на Европската унија, сега е во прв план пуштена Бугарија. И тоа што Франција го направи 2019 година, 2020 година го направи Бугарија. Бугарија немаше да се осмели ни Бојко Борисов, ни Красимир Карачанов, ни Катерина Захарија, без разлика дали добиле пари или не добиле пари од некоја македонска адреса, немаше да се осмела да стават вето ако некоја мокна држава не стоеше зад нив. При тоа не мислам дека таа мокна држава е Русија или дека е само Русија. Зад бугарите, бугарското вето, сигурно се французите, а преќутно или премолчано може да се Ангела Меркел и германците. И гледате, почитувани гледачи, што се случува минатата недела, значи, ниту еден македонски медиум не го потенцира тоа прашање. И затоа постојат медиумите да ги потенцираат тие клучни прашања, да можат да извлечат одредени поенти, да направат одредена анализа, не да ни презентираат само голи факти. Голи факти кои ќе им бидат соопштени од штабовите на едната или на другата политичка партија. Имаше преспанско советување или советување посветено на преспанскиот договор. И таму беа покани тени луѓе и од Република Македонија, од регионот. Таму не беше лидерот на македонската опозиција. Значи, Христијан Мицкоски, кој е лидер на македонската опозиција на ВМРО ДПМН, не е поканет на тоа советување посветено на преспанскиот договор. Подоцна прави одредени телевизиски настапи, кај што вели дека ВМРО ДПМН никогаш нема да се откажи од минување на преспанскиот договор. И кога ќе го видите писмото на Џо Бајден, кој беше испратено до балканските или беше адресирано посебно до балканските лидери и балканските држави, дека сите кои се спротивставуваат на рамковниот и на преспанскиот договор, кои се спонзорирани од Соединетите американски држави, може да завршат на американската црна листа. Не сигурно Мицкоски нема да заврши на американската црна листа, бидејќи американците го чуваат таков како што е начело на ВМРО ДПМН. Тоа е парадоксот на американската политика. Го одбират Христијан Мицкоски, знаат дека ќе се спротивставува на преспанскиот и Охридскиот рамковен договор и го држат начело на ВМРО ДПМН. Се додека не се завршат клучните работи во Република Македонија, Мицкоски ќе се биде начело на ВМРО ДПМН, освен ако таа партија самата не свати дека треба да ја смени страната или дека треба да ја смени својата стратегија. Не само што не се среќават со Христијан Мицкоски или не го канат Христијан Мицкоски на тоа преспанско советување, туку немаат ниту работни средби. Нели постојано од ВМРО ДПМН ни кажува дека Христијан Мицкоски и Метју Палмер се на дневна телефонска основа, дека на дневна основа комуницират преку телефон. Зошто Филип Рикер или Метју Палмер не дојде во седиштето на ВМРО ДПМН? Зошто нема средба со Христијан Мицкоски? Зошто нема заедничко соопштување ако имале средба со Христијан Мицкоски? Зошто насмејани, не се снимени, не е пратена таква порака пред македонската јавност? И тоа се моменти кога правите политичка анализа кои треба да ги анализирате. Гледате, почитувани гледачи, таа американска политика веќе не го дружи ни Митко Јанчев, градоначалникот на Кавадарци, поранешен потпредседател на ВМРО ДПМН. Не знам што не го дружи. Бидејќи рокот на трајање на Митко Јанчев заврши. Бидејќи Митко Јанчев можеше 1 или 2 години да ја прода приказната дека е новото лице на ВМРО ДПМН. Митко Јанчев цело време е човекот на Никола Груевски. Со помош на Митко Јанчев, Никола Груевски го контролираше Христијан Мицкоски, го плашеше Христијан Мицкоски, од друга страна Митко Јанчев го пушти низ вода Никола Тодоров. Ја минираше средбата на Никола Тодоров со Никола Груевски во Будимпешта. Информациите дека има средба на Никола Тодоров со Никола Груевски во Будимпешта во медиумите беа пласирани од страна на Митко Јанчев. И вие не можете вечно да бидете човек на Никола Груевски, да бидете изворот на Никола Груевски, спинерот на Никола Груевски, вие да му ги пренесувате информациите на Никола Груевски, па и таа средба со Јордан Орце Камчев, која се случила во Кавадарци пред апсењето или пред приведувањето на Јордан Орце Камчев, Митко Јанчев директно си јавена во Будимпешта кај Никола Груевски. И тоа има крај. И сега човекот, кој имаше амбиции да биде лидер на ВМРО ДПМН, ке моли
како човек на Никола Груевски да му биде даден уште еден мандат или уште една шанса од ВМРО-ДПМН да се кандидира на локалните избори во Кавадарци. Така завршува една политичка кариера која вие немате капацитет да се носите со шансата која ви е дадена. Му беше дадена шанса да ја реформира ВМРО-ДПМН, но колку најблизок соработник на Никола Груевски, човек кој требаше да го плаши Христијан Мицкоски дека може да му биде земен престолот и преку Митко Јанчев Никола Груевски секогаш да го контролира Христијан Мицкоски, сега Митко Јанчев ќе моли ВМРО-ДПМН да му даде уште една шанса да се кандидира на локалните избори во Кавадарци. Знаете што е проблемот за нас македонците, почитувани гледачи? Што ние не учиме од историјата, што ние не излекуваме поуки и пораки од историјата. И не од некоја историја пред 200-300 години, историја во времето на Александра Македонски или на царот Самуил, историја која не се случила пред 20-25 години. Кога Македонија и Грција ги регулират или ги трасират своите односи, тоа е времената спогодба 1995 година. Септември 1995 година Република Македонија и Хеленска демократија ја потпишуваат времената спогодба. 3 месеци после времената спогодба помеѓу Република Македонија и Хеленската демократија е Дејтонскиот мировен договор кој подоцна е парафиран во Париз во Франција. И тоа е суштината. Прво е времената спогодба, па е решавање на босанското прашање. Тоа е американската стратегија. Кристофер Хил е амбасадор на Соединетите американски држави во Република Македонија. Негов портпарол е Филип Рикер, кој сега е еден од главните играчи во Стејт департментот, вела дека може да оди на некоја друга функција, меѓутоа во моментот еден од главните играчи во Стејт департментот за овој регион на Југоисточна Европа, односно на Западниот Балкан. И тогаш и сега се на власт демократите. Демократите секоја се многу подобро информирани за балканските и за македонските состојби, отколку републиканците кога се на власт во Вашингтон и Соединетите американски држави. И сега американците инсистираат на таква разврска. Прво да биде направен договор помеѓу Македонија и Бугарија и подоцна со таков договор Македонија да биде вклучена индиректно во решавање на косовското прашање, да биде стабилна и да не биде загрозена, исто како што беше со Дејтонскиот мировен договор. Прво е времена спогодба, па се прави тентатот врз Киро Глигоров за Македонија да стане нестабилна, да не биде извлечена од Балканскиот котел, кога се решава Дејтонскиот мировен договор и прашањето на Босна и Херцеговина, и сега имаме исти такви ситуации, да се направи политичка криза во Република Македонија. Зошто? Со таква политичка криза Македонија да биде на колена или на стаклени нозе кога ќе се решава косовското прашање. Затоа молчат албанците во Македонија, затоа молчат албанците во Тирана, затоа молчат албанците во Косово, бидејќи нив им е јавено дека ќе биде идната година решавано косовското прашање. Идната година се изборите во Србија. Вучич може да се кандидира на претседателските избори, му истекува 5-годишниот мандат и заедно со претседателските избори ќе бидат спроведени и вонредни парламентарни избори, бидејќи кога беа изборите минатата година, беше кажано дека рокот на трајање на ова влада ќе биде 2 години и дека за 2 години ќе бидат спроведени вонредни парламентарни избори и претседателски или редовни претседателски избори. Можеби Вучич ќе се кандидира за нов претседателски мандат, а можеби нема да се кандидира, ќе биде избран друг претседател, бидејќи тој ќе треба да стави подпис, како што требаше Ѓорги Иванов тоа да го направи, тој ќе стави подпис на некаков договор помеѓу Белград и Приштина. И тоа е редоследот на потези. 1995 година имаме времена спогодба, каде што се регулираат односите помеѓу Скопје и Атина и имаме Дејтонски мировен договор. И сега треба да биде направен, тоа е сценариото на американците, сега треба да биде направен договор помеѓу Софија и помеѓу Скопје и тој договор да биде претходница на решавање на косовското прашање помеѓу Белград и Приштина. На 9 јули 2019 година сегашната американска амбасадорка Кейт Мири Брнс стапува на таа функција. Доаѓа во Скопје и официјално станува амбасадор на Соединетите американски држави во Република Македонија. Завршува мандатот на Джес Бејли. И вие во овие 2 години можете да видите дека станува збор за 2 диаметрално не стратегии, туку тактики како да биде реализирана американската стратегија во овој дел на Европа или во Република Македонија. Додека Джес Бејли беше сконцентриран и главната задача му беше како да ги реши состојбите во Република Македонија, да го симне од власт Никола Груевски, да ја демонтира заробената држава на Никола Груевски, Кейт Мири Брнс повеќе делува регионално. Дојде на од Атина, како втор човек или прв соработник на Џефри Пает, и така функционира. Значи, велам, Кейт Мири Брнс е дојдена во Македонија на 9 јули 2019 година. 2 или 3 недели по доаѓањето на Кейт Мири Брнс во Република Македонија се случува аферата Рекет, бидејќи со Джес Бејли се повлекува безмалку комплетно американско разузнавање кое е присутно во Република Македонија. Нема колективна разузнавачка меморија, нема континуитет на разузнавањето
која ќе може на новата амбасадорка да ја каже или да ја сугерира што треба да прави во Република Македонија. Значи, целата оваа структура, Груевски, Сашо Мјалков, Јордан Орце Камчев, Христијан Мицковски, ВМРО ДПМН, чекат заменување на Джес Бејли, доаѓа Кейт Мери Бърнс, се повлекува најголем дел од американското разузнавање во Република Македонија и отварат аферата Рекет. 3 недели после доаѓањето на Кейт Мери Бърнс во Лаверита се објавени снимките Кики, Фрики, Мики, односно Боки 13, Логитон Ташната, зимањето на пари со Зоки Милевски Кичевскиот, со Јордан Орце Камчев и тоа објавено од Ларис Гајза во Лаверита. И сега само на човек кој не се разбира во политика, не се разбира во политички разврски, нема да најди знак на поистоветување или знак на одредено равенство помеѓу заменувањето на Джес Бејли, кој велам првенствено имаше задача да ја демонтира заробената држава на Никола Груевски, и Кейт Мери Бърнс, која е таза амбасадор, која е таза амбасадорка, ја нема фатено целата политичка конјунктура. Ги нема точно информациите. Повлечено е разузнавањето, ја вадат аферата Рекет. Тоа апсолутно не е случајно, напротив, тоа е еден добро осмислен проект кој требаше да финишира со политичка криза во Република Македонија и паѓање на владата на Зоран Заев. Видите, владата на Зоран Заев може да падне, тоа не е битно. Меѓутоа, правење на политичка криза во Македонија, да се спасат криминалците да не завршат во затвор, тоа не е работа која аз би ја поддржал во мојата емисија. Имам 3 прашања до министерот Оливер Спасовски и до премиерот Зоран Заев. Како прво, ови бизнисмен со тахикардија, за кого плашат сега сите овие кики, фрики новинари, дека се врши репресија врз него, колку луѓе од разузнавањето на Американската амбасада или од персоналот на Американската амбасада имал на својот платен список? Министре, премиере, работат нешто во вашите разузнавачки структури? Бидејќи разузнавачките структури во Република Македонија се првата линија на имунитетот која штитат една држава. Ако имунитетот не штити од корона, разузнавачките служби не штитат од криминалците кои сакаат да не завршат во затвор поради своите криминали. Конкретно е прашањето. Дали има и колку припадници на персоналот во Американската амбасада, на припадници на Американското разузнавање во Република Македонија, на платниот список на овој бизнисмен кој има тахикардија и по кој сега плачат сите овие кики, фрики новинари во Република Македонија. Подбор 2. Дали човекот кој се фали сега дека ќе биде нов генерален директор на Македонската телевизија, наводно му било ветено од политичките структури, дали е тоа човекот на кого прво му се јавува Мелани Трамп, кога овој бизнисмен со тахикардија завршува во притвор во Шуто Оризари? Дали човекот на кој му е ветено, повторувам, дека ќе биде нов генерален директор на Македонската радиотелевизија, е првиот телефон на кого има свртено Мелани Трамп да му каже дека овој бизнисмен со тахикардија има завршено во притвор. За средбите или телефонските јавувања на Мелани Трамп и Сонја Верушевска во некоја друга прилика. Меѓутоа, мислам дека е конечно дојдено времето да почне да се расчистува. Видите, расчистувањето со некаков режим за робена држава не се прави во правосудството или не се прави само во правосудството, се прави во разузнавачките структури и посебно во медиумите. Се сеќавате каква медиумска хајка му се правеше на Зоран Џинџич. Не велам дека нешто слично што му се случи на Зоран Џинџич ќе се случи во Република Македонија, туку само анализирам технологијата. Сега ќе треба да се чистат и разузнавачките структури и медиумските структури, кики, фрики и секакви други новинарски упоришта, бија, мија и така натаму во Република Македонија. Ќе имаме на таква валка на пресметка пред или по локалните избори, бидејќи ова ќе биде пресметка на се или ништо. Или полковник или покојник, тоа што постојано ви го кажам. Се ќе дојде расчистување на разузнавачкото мучуриште и на медиумско или новинарското мучуриште. Во такви услови, вие не можете да размислувате човек на кој прво му се јавува Мелани Трамп да го ставите генерален директор на Македонската радиотелевизија, бидејќи преку Македонската радиотелевизија вие треба да наметнете новинарски стандарди. Првиот човек на Македонската радиотелевизија треба да биде кадар на кој ќе се спротистават и Телма, и Сител, и Алсат, и Канал 5. Бидејќи првиот човек на Македонска радиотелевизија треба да биде неприфатлив за овие телевизии, бидејќи тој всушност треба да биде најголема конкуренција. Тој да наметни стандарди и тие да ги следат тие стандарди. Ако не сте подготвени да расчистите со медиумското мочуриште и со разузнавачкото мочуриште, ќе паднете како зрела крушка, можеби не на локалните избори, туку на некои редовни парламентарни избори. И тоа е клучно.
За да не завршите како Зоран Джинджич, за да не завршите со држава која нема разузнавање, кај што медиумите платени од олигархијата, платени од криминалот прават што сакат, ви водат хајки какви сакат, ве денунцират како сакат, има континуитет на тоа што е правено изминатите 10, 11, 12 или 13 години, бидејќи очигледно слободата која е дадена, говорам за медиумската слобода, иако владењето нова влада има сериозни промашувања во преговори со Бугарија, во преговори со Грција, во преговори со Европската унија, така натаму, меѓутоа не можеме да го негираме фактот дека сега има многу поголеми медиумски слободи отколку што имало во мандатот на Никола Груевски. Така да дените медиумски слободи во Република Македонија се претворени во хаос, бидејќи сега медиумските слободи се сваќат како хейтање на социјалните мрежи. Колку вие сте повеќе хејтерски расположени, колку вие повеќе плюкате, навредувате, денунцирате, омаловажувате, постои цел систем, 162 портали и мрежини во еден систем, операција Конски скок се нарекува, кој има задача да го врати Никола Груевски на власт во Република Македонија. Секој кој се спротивстава на таа застава, односно Завиша филм групација, е денунциран во Република Македонија. Па дури ние имаме сега ситуација, двајца припадници на таа застава филм групација, кои се избркани од Агенцијата за разузнавање, бидејќи не им беше даден сертификат од страна на НАТО структурите, сега на основен суд, во прва инстанца или прва степена инстанца на основен суд, некоја судика од тоа Сваровски судство оценува и одлучува дека тие заслужува да добијат сертификат на НАТО или безбедносен сертификат. Значи НАТО и нашите разузнавачки структури не се доволно капацитетни да направат проценка дали припадници на Завиша филм групацијата треба да имат или не треба да имат безбедносен сертификат. Некоја судика во основен суд еден во Република Македонија донела одлука дека треба да им биде даден безбедносен сертификат. Ако уште тоа го дозволите во Република Македонија, да прават дрн дупка со вас иако сте власт во Република Македонија, тоа што треба сами да се спакувате и да се вратите во Куманово или во Муртино. Мало до објаснување во 20 секунди. Мелани Трамп е од Македонија. Живее со Доналд Трамп или со човекот кој сакаше да биде Доналд Трамп, да биде главен во медиумите, главен во политиката, главен во бизнисот, главен во криминалот, и заврши со тахикардија во шуторизери. Мелани Трамп живее со Доналд Трамп и сака да владее со Република Македонија. Во моментот владеат само со ВМРО ДПМН, но имат амбиција преку ВМРО ДПМН да владеате со Република Македонија. И сите ние да завршиме тамо, на топол оброк 3 пати на ден, ако не се согласуваме со тоа што тие го сакат, тоа што тие го барат, или тоа што тие се подготвени да платат. Не се сите подготвени да бидат платени во Република Македонија. Има некои во Република Македонија кои сакат гордо да се работат својата работа, сакат честно да се работат својата работа и не дозволат да бидат купени. Тоа е мало до објаснување. Значи Мелани Трамп не е сопругата на Доналд Трамп во Америка, туку Мелани Трамп е невенчана сопруга или живее заедно, или живееше заедно, се додека не заврши тој на топол оброк 3 пати на ден со македонскиот Доналд Трамп, кој всушност е вмрежен во сите можни криминали во Република Македонија. И сега во вакви услови и во ваков амбиент и после изјавата на Виктор Орбан кој дава во Белград дека Србија е клучната држава во регионот и дека Србија не стане членка на Европската унија, нема да станат членки ниту Албанија, ниту Република Македонија. Бидејќи тоа било примерот со Вишеградската група, ако така било со Вишеградската група, ќе биде Сомалија Шенген. Сега вратете се и анализирајќи го нон-пейперот на Јанес Јанша. Што беше кажано во нон-пейперот на Јанес Јанша? Решавање на босанското прашање, правење на некаква филџан бошњачка држава, приклучување на хрватскиот дел на Република Хрватска, но што уште поважно, приклучување на Република Српска на Белград и на Република Србија, западниот дел на Македонија приклучување кон Република Албанија и враќање на Никола Груевски на власт во Република Македонија. И сега, после 3 месеци, од кога ги слушнавте сите овие работи, гледате како нон-пейперот на Јанес Јанша ви е многу поразбирлив и се оно што сум ви оговорил пред 3 месеци, како сега се реализира во Република Македонија. Ајде, земете сега изјавата на Верхели, комесарот за европроширување или проширување на Европската унија. Тој го дава предлогот Република Албанија и Република Македонија да бидат одвоени. И бидејќи Република Македонија има проблем со Република Бугарија и го кочи или ја кочи Албанија на патот или на отпочнување на преговорите со Европската унија, дека треба да се одвои пакетот, да се раздвои пакетот Република Албанија и Република Македонија. Видите, не може Верхели да размислува поинаку од неговиот шеф. И ако неговиот шеф вели Србија треба да влезе прво во Европската унија, таква политика ќе спроведува и Верхели во Европската унија. И тоа е суштината. Одеднаш изјавата на Орбан,
однесувањето на еврокомисарот за проширување и нон-пеперот на Јанез Јанша ви стануваат толку јасни, кристално јасни, што нема потреба воопшто да се дообјаснува. Тоа е еден ракопис, тоа е еден пакет кој ниту Виктор Орбан, ниту пак Јанез Јанша би се осмелиле да го презентираат во јавноста, ако од зад нив не стојат Париз и Берлин. Може би и Москва, бидејќи тоа е триумвиратот кој сега сака да ја редефинира Европската унија, да ја редефинира европскиот континент и во тој европски континент да нема место за политиката на Соединетите американски држави. Тоа е конфликтот кој се случува во Европа. Од една страна администрацијата на Џо Бајден, од друга страна Емануел Макрон, Ангела Меркел и Владимир Путин и Руската федерација. Јанез Јанша и Виктор Орбан се само мегафоните, гласноговорниците на таа политика која е договорена во Берлин, односно во Париз и во Берлин, и е во координација со Владимир Путин и со Москва. И гледате, почитани гледачи, главните спонзори на ВМРО ДПМН, Јанез Јанша и Виктор Орбан, работат Република Македонија после Србија да стане членка на Европската унија. Не пред Србија. Нели би било нормално овие главни спонзори на една политичка партија да направат се, таа политичка партија да дојде на власт во држава која ќе стане членка на Европската унија. Меѓутоа тие прават се во Република Македонија да има политичка криза и врз база на таа политичка криза навистина ВМРО ДПМН да дојде на власт во Република Македонија, но Република Македонија да стане членка на Европската унија дури после влегувањето на Србија во членство во Европската унија. И тоа е француската стратегија. Тоа е францускиот ракопис. 2019 година, освен што става вето за Република Македонија, Емануел Макрон доаѓа во Белград и им се обраќа на србите на српски јазик и ја промовира Србија во клучна држава во регионот. Тоа што сега ни го кажува Виктор Орбан. Виктор Орбан само ни кажува што размислува Франција и која е стратегијата на Франција, страмежливо спонзорирана од Германија, страмежливо спонзорирана од Путин и од Руската федерација. И тоа е суштината. И она Лисабонска декларација, почитувани гледачи, е договорена од Франција. Франсуа Митеран тогаш им помага на грците со помош на Португалија, бидејќи најголем дел од португалците во времето или во диктатурата на Салазар доаѓаат и живеат во Франција. Франција има исклучително битни релации, многу битно големо влијание врз Португалија, па дури и револуцијата на карамфилите е стимулирана од Франција, кој се случува во Португалија, рушење на диктатурата на Салазар. Значи Франција секогаш ги влеци потезите посебно во однос на Република Македонија. Веламе Лисабонска декларација е договорена од Франсуа Митеран и како вели Стојан Андов во емисијата во Центар која е објавена, мислам дека некаде пред 7 или 8 години, тоа е најдолгиот пат за Република Македонија, можете да најдете на YouTube таа емисија, дека Франсуа Митеран тоа го пакува, бидејќи им го има ветено на Грција, а всушност го реализира преку ова партија на десните политички партии во Европскиот парламент. Нешто слично ни се случува и сега. Имаме една дежаву ситуација во мандатот на Португалија, каде што Франција всушност ги влече потезите или конците од позадината. И тоа што беше 92-та, тоа се случи сега, само што сега не падна владата на Зоран Заев. Тогаш падна владата на Никола Клюсев. И тоа е сценариото, тоа е мизан сцената. Се сеќавате ли кои беа предлозите на Франција и Германија за промена на името Република Македонија? Нова Македонија и Франсуа Митеран на средбата со Киро Глигоров на Божик 1993 година во присуство на тогашниот генерален секретар на Обединетите нации и Германија во времето на Клаус Кинкел, кога е министар за надворешни работи, го даваат предлогот Нова Македонија или Република Нова Македонија. Од британската дипломатија, освен лордот Дейвид Овен, никој не го прифаќа тој предлог. Напротив, сите го одбиваат тој предлог. Британскиот предлог е Република Македонија во заграда Скопје или Capital City Скопје. И тој предлог британска дипломатија го дава како модел за решавање на македонско-грчките односи. Единствено британската дипломатија не се согласува на конфедерација помеѓу Република Македонија и Хеленската демократија. Може би еден ден Слободан Богоевски, поранешен шеф на македонските служби, ќе каже што е разговарано со Грилакис, Николаос Грилакис, големиот шеф на грчкото разузнавање, и зошто британските служби не дале зелено светло за обединување, односно за конфедерација помеѓу Република Македонија и Република Грција. Велам, секогаш британска дипломатија ги туркала работите во Република Македонија. После издавањето на Велика Британија од членство во Европската унија, после Брекзитот, нема баланс во Европската унија. Сега во Европската унија секогаш доминират Германија и Франција. Нема баланс од страна на Велика Британија, а секогаш американците преку Велика Британија ги реализира своите стратегии на територијата на Европската унија. Да, нешто прават и преку Германија, меѓутоа најголем дел тоа го прават преку Велика Британија. Затоа повеќе од 90% од рамковниот договор, затоа повеќе од 90% од Преспанскиот договор е изработен од британска дипломатија. Знаете, вие можете да знаете што сакате да направите, но некој тоа треба да остави на хартија.
Таа држава и таа дипломатија која ги става работите кои се договорени на хартија е британска дипломатија. Таа британска дипломатија сега е нема во Европската унија и затоа Европската унија не е сега капацитетна да реши било каков проблем бидејќи нема колективна меморија од ставено од британската дипломатија. Слушам сега одредени анализи дека Соединетите американски држави и американска дипломатија не направиле доволно за да може да ја принудат Бугарија да го реши проблемот со Македонија. Па им ја срушија владата. Постојови избори, дали победиле или изгубиле, ниту Бојко Борисов, ниту Красимир Каракачанов нема да се бават со политика. Бојко Борисов јавно кажа дали ГЕРБ победил или изгубил на изборите, кандидат за премиер од редовите на ГЕРБ нема да биде тој. Ќе биде некој друг кандидат, дали тоа ќе биде Даниел Митов или ќе биде некој друг кандидат на ГЕРБ, небитно. Бојко Борисов испрати порака дека тој повеќе нема да биде клучен фактор на бугарската политичка сцена. Може би ќе се бори да остане на чело на ГЕРБ, но со пораз на изборите тоа ќе биде тешко осварливо, но никогаш повеќе нема да биде бугарски премиер. Красимир Каракачанов не е на листите на неговата партија на парламентарните избори. Без разлика дали партијата ќе го помени или нема да го помени цензусот од 4%, Красимир Каракачанов нема повеќе да се бави со политика. Тоа го направија Соединетите американски држави. Ја растурија претходната влада, ја срушија претходната влада и сега следува еден процес на една тотална демонтажа на бугарското разузнавање. Сега и е сменет и шефот на военото разузнавање. Тамо се прави вистински растур систем во Република Бугарија. Бидејќи тие внесоа Бугарија во членство во НАТО, меѓутоа не расчистија со живковизмот, не расчистија со линковите со Москва и со Русија. Бидејќи сега дојде време за ново редефинирање на јужното крило на НАТО и на југоисточна Европа, сега се случува една тотална демонтажа на живковизмот во Република Бугарија. Тоа почна со рушењето на владата на Бојко Борисов и Красимир Каракачанов. Красимир Каракачанов беше врбован да биде агент на бугарската државна безбедност во времето на Тодор Живков. Бојко Борисов беше бодигард или телохранител на Бојко Борисов, односно на Тодор Живков после неговото паѓање од власт и рушење на комунизмот во Република Бугарија. 4 години оваа гарнитура и Зоран Заев играа на картата на Бојко Борисов. И испадна дека Бојко Борисов е промашена инвестиција. Дека вие игравте на картата на Бојко Борисов, ставивте се на таа карта на Бојко Борисов и таа инвестиција не ви се врати. И што ако Румен Радев, кој е представник на партијата БСП, или е предложен од партијата БСП, и Корнелија Нинова станат клучен фактор на некакви политички разврски во Република Бугарија. Сега ви текне од кога падна Бојко Борисов да носите ружје на Корнелија Нинова? Па сестрински партии се СДСМ и БСП. Но ја заборавивте БСП. Што ако БСП во некое службено правителство или учествува во некоја влада има клучен збор во надворешната политика? Што ако постигне добар изборен резултат? Затоа ви повторам уште еднаш. За едно столче да може да биде стабилно, не треба да биде на една, не треба да биде на две, треба да биде на најмалку 3 ногарки. Ја занемаривте сестринската партија БСП и откога видовте дека ја промашивте стратегијата, сега се враќате назад. Меѓутоа сега патот ќе биде многу потрновит, сега ќе биде цената многу поскапа и сега ќе треба да лижите тамо кај што сте плукале со дружбата со Бојко Борисов. И дојде еден бизнисмен со тахикардија и ги купи сите играчи на Бојко Борисов. И Бојко Борисов не го предлагаше за некој почесен конзул во Република Македонија. Дали го предлагаше или не го предлагаше, не е битно. Такви беа написите во медиумите. И тој успева да ви ги корумпира сите бугарски играчи кои беа задолжени за решавање на македонско-бугарското прашање. Дали ова Шекеровска од Бугарија со бугарски превод, дали е тоа овој Влавот од Русе, небитно, сите тие играчи беа корумпирани. Беа натоварени како магаре, како конј за цел живот, натоварени со евра и со долари. И тие ви беа клучни играчи со кои вие преговаравте. А тие имаа задача, бидејќи беа платени, да направат политичка криза во Република Македонија. Тоа е кога играте на една карта која се вика Бојко Борисов. Ви ги корумпира играчите на Бојко Борисов и влеговте во политичка криза. И сега имате проблем како да излезете од политичка криза. А треба да излезете со помош на Румен Радев, треба да излезете со помош на Корнелија Нинова и треба да излезете со помош на Слави Трифунов и некој наследник или избран играч од страна на Слави Трифунов. Јас имам сретнато една со Слави Трифунов, тоа беше 2008 или 2009 година во Златни песоци. Тоа е хотелот Адмирал Златни песоци, кои биле тамо, знаат. И тамо беше екипата која е сега главна екипа во ГЕРБ. Тоа се 5 или 6 сценаристи кои ги пишат сценариите за емисијата на Слави Трифунов. Слави Трифунов не е човек кој збори, тој е интровертен тип.
овој Тошко Јорданов, Иво Сиромахов, тие се главни на масата, тие се сега главни, посебно Тошко Јорданов, во партијата има еден таков народ. И тие се конструктивни и кооперативни. Слави Трифунов ќе биде мост кој ќе треба да ја донесе Бугарија во некоја нова епоха, некоја нова ера, да расчисти со живковизмот, да расчисти со тоа криминално милје, да расчисти со тоа разузнавачко милје која е изминатите 30 години континуитет на Тодор Живкова Бугарија. Тоа ќе биде ролјата на Слави Трифунов. А вие ќе треба да преговарате со некоја замена со Слави Трифунов. Тој ќе има една преодна улога, тој ќе биде преодна влада, тој ќе биде мост помеѓу старата и новата Бугарија. Вие треба уште од сега да гледате која ќе биде нова Бугарија, нема да биде вечен Слави Трифунов. Слави Трифунов ќе победи, може да нема да биде дел на власта, како што самиот вели, не зна јазици, нема политичко искуство, но има роља и задача да го порази Бојко Борисов, да го испрете во историјата Бојко Борисов, ќе видиме вечер дали тоа ќе се случи, да ја демонтира Тодор Живкова Бугарија и да почне да се гради некоја нова Бугарија. Со таа нова Бугарија ќе почнат преговорите за решавање на македонското прашање. Ова година е изгубена, почитувани гледачи. Нема да има ова година решение на македонско-бугарскиот спор. Јас мисля дека ќе има решение и беше близко до решение, но мислам дека и стратешките партнери на Република Македонија ја сменија стратегијата. Прво ќе го демонтират моделот на Тодор Живков, оставштината на Тодор Живков, разузнавачките, посебно разузнавачките структури на Тодор Живков, кои не беа демонтирани од царот Симеон Саксобурготски, кој го донесо со помош на Бриго Аспарухов на чело на бугарската држава со задача да ги демонтира тие служби, тоа не беше направено. Напротив, тие служби во времето на Симеон Саксобурготски беа етаблирани баш такви да има континуитет со времето на Тодор Живков. Сега таа задача му дават на Слави Трифунов. Но е изгубена оваа година. Нема да има решение на македонско-бугарскиот спор. Зоран Заев во пресарт на локалните избори ќе промовира патриотизам во Република Македонија. Таква карта, таков центаршут му даде Бранко Царенковски. Јас постојано велам, Бранко Царенковски и Зоран Заев се во тајна соработка. Немојте да мислите дека таму има конфликт. Напротив, тоа што го кажа Бранко Царенковски, всушност е претходница на тоа што го прави Зоран Заев. И Зоран Заев сега во престарт на локалните избори ќе почне и да промовира патриотизам во Република Македонија. И таму некаде на почетокот на следната година, проблемот е што изборите во Србија ќе се случат пролета на наредната година, Зоран Заев и македонската влада ќе почнат поинтензивно да преговарат со Бугарија за решавање на македонско-бугарското прашање. Дури идната година не можеме да очекуваме решение на тоа прашање, а подоцна решение на косовското прашање и во еден пакет земјите од регионот, но првенствено Македонија или прва Македонија да ги почнат преговорите со Европската унија. Ова беше емисијата во Центар, ова беше нашата анализа. Анализа која мислам дека ви отвори малку пошироки видици што се случува сега во регионот, што се случува во Република Македонија, што се случува во наредниот период. Ако ви стопадне емисијата, ново дружење четврток 22 часот. Четврток во 22 часот. Пријатно вечер Македонија, каде да си.